Можда имаше некои мали недоразбирања, ама мислам дека на крајот од денот сите се помиривме со фактот дека мора да има регулатива. Треба да се направи некакво тело кое што ќе регулира кој се денес се кажува дека е инфлуенсер, блогер, јавна личност и слично. Мислам дека треба да биде тоа регулирано, дека секој треба да соработува како што нели треба, со договор на дело, со платен данок и додатно тоа што е нели тренд во светот да се обележува тоа што е платена реклама за нашите следачи, можат да имаат осет што се случува, што е платено, што не е платено. Бевме сведоци во Македонија на лошо промовирање на одредени производи кои што не беа соодветни, односно кои што повеќе правеа штета отколку што правеа добро. Јас имам искуство со одредена инфлуенсерка кај нас која што промовираше балсам за усни, кој што е медицински, кој што во упатството за употреба, доколку претходно се прочитало, ќе се види дека не смее да се користи повеќе од 3 пати во денот, таа го промовираше дека се мачка во текот на целиот ден. Мене лично не ми се допаѓа кога се промовираат вредности кои што не се добри за особено за малолетната публика, за децата кои што се во пубертет, во развој, каде што треба да оформуваат некое мислење. Мислам дека секогаш треба да постои некоја етика при нашата работа и дека треба да сме свесни кој што све не гледа. Да не прават луѓето булинг, односно да шират говор на омраза на социјалните мрежи, нешто не објавува некој сега видео, хейт видео за некој друг, да не се промовираат лоши работи како што се цигари, алкохол, не знам, брзи кредити казина и така натаму. Подарок не е хонорар. Од друга страна па многу е неблагодарно кога ќе ви даде некој нели одреден подарок или кога ќе ви ја довери довербата дека вие сте тие кои што треба да ги проверат нели тие подароци, да не дадете никаков кредит и да не барем да ги пробате нели производите и тоа што ви се допаѓа да напишете или да го шернете или слично. Не ми се допаѓа тоа што некои луѓе така го рушат пазарот и да се оградам. Јас бев дел од тие на почетокот кога почнував. Мислам, бев 15 години кога започнав, не знаев ништо, не знаев ни дека можам да заработувам од овие на почетокот, знаеш, ќе ми прати некој бренд патики, ќе ми прати, не знам, маичка или некој електронски уред. И сум као, окей, ќе гледам видео. Се осеќав дека некој конечно го цени тоа што јас го правам, кога некој му дава на вредност. Не постои школа која што ќе не научи како треба тоа да се прави. И сите на почетокот експериментираат, прифаќаат компензација, прифаќаат да работат за многу малце пари. Конкретно за сива економија дали постои? Се уште мислам дека постои. Мислам дека не е 100% регулирано, тоа не може ни да биде 100% регулирано, затоа што се уште не е ни донесен правилникот.